За 3 месеци Штипски Исер обработил 18 тони пластика и 6 тони хартија. Дневно во предпријатието се обработуваат околу 600 до 700 тони материјал. Работиме ние ги селектираме шишињата, се тоа е како селекција. Посебно кафените, посебно зелените, посебно белите и ги балираме после. Моментално правиме по 5-6 бали, тоа е 600 кила балирани. Ова значи и дополнителен финансиски бенефит за предпријатието. До сега имаме фактурирано 1 милион денари од која работиме овде, од која пуштивме оваа фабрика. Ова е дополнителен приход за јавното предпријатие, меѓутоа целта овде не е повеќе приходот на јавното предпријатие, колку што е да влијаеме врз разумот, односно да ја подигнеме свеста на самите граѓани дека мора да го рециклираат отпадот, пластика посебно, стакло посебно, лимена амбалажа посебно. Сепак огромни количини на хартија, стакло, пластика и железо, а со тоа и пари пропаѓаат, зашто примарната селекција на отпад кај нас речиси и да ја нема. Значи, ние со нашата соработка со, како претходно што бевме кажале, со Пакомак, ние го добиваме селектиран отпад и значи само ги одвојуваме шишињата по боја. Од отпадот што се носи на депонија само од градинките, од школите, од тие установи. Додека пак од контейнерите не, поради тоа што нашите граѓани немат навика да го селектираат отпадот. Општина Штип дневно произведува околу 250 до 280 метри кубни комунален отпад. Од него околу 80 до 90 кубици отпаѓаат на пластика, 70 до 80 на хартија, 1 метар кубен на стакло и 80 до 90 метри кубни друг комунален отпад. Од оваа количина на отпад граѓаните селектираат одвај 1 до 2%.